Од 1 март граѓаните ги очекува нов бран на поскапување. Како што најавија производителите, ќе има и нагорна корекција на цените на прехранбените производи, бидејќи сите влезни импути се поскапени. Од друга страна, тоа беше и целта на владата преку оваа мерка да им се излезе во престрет на производителите, чии трошоци се значително зголемени поради растот на цените на енергенсите и да удри по трговците кои пресметувале на реално високи маржи. Владината мерка е да се одмрзнат цените, а да се замрзнат маржите до 5% за трговијата за големо и до 10% за трговијата на мало. Ке ги заштити производителите, но не и граѓаните од новиот ценовен шок. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека причината за носење на оваа мерка е да се спречи трговците да остваруваат огромни профити. Одредени национални ланци на маркети во периодот од 20-21 во време на пандемијата оствариле огромни профити. Тоа е период кога големите маркети беа поддржани од владата со субвенции. 20% е просечен профит или маржа која ставаат големите маркети. Дополнителни давачки, согласно со договорот на продажба, се количините на работ и се набавуваат од 7,5%, кој производителот треба дополнително да го даде на трговецот на мало, а потоа до изложување од 5% па одреден процент на комерцијална соработка. Бектеши смета дека одмрзнувањето на цените ќе доведе до зголемување на цените на одредени продукти. Производителите пак, кои претходно најавуваа дека откако ќе се одмрзнат, ќе има ново зголемување на цените од 20 до 30%. Сега не конкретизираат за колку ќе поскапат производите и велат дека чекаат одлуката да излезе во службен весник за да се пресметаат колку и кои производи ќе поскапат. Производителите велат дека освен струјата и гасот кои не престануваат да растат и цените на берзата за одредени суровини се за 50 до 60% повисоки од минатата година. Од 1 март ќе се ограничат маржите на лебот, шекерот, солта, брашното, суровото сончегледово масло и сончогледевото масло за јадење, трајното млеко, свежото месо и совместните производи, сирење и урда, оризот, јајцата, тестенините, пченицата и овошјето и зеленчукот. Сепак и покрај превземените мерки од страна на владата, растот на цените сериозно го загрозува животниот стандард на граѓаните и ја намалува нивната куповна моќ. За само една година цените на мало се зголемиле за 7%, додека пак трошоците за живот се зголемени за 6%.